Добар ден, вести во 18 часот во нив ке гледате. Вајц за Канал 5. Македонија мора да знае кои се очекувањата на ЕУ и дали протоколот со Бугарија е дел од преговарачката рамка. We need clarity what European Union expects from North Macedonia to fulfill. Жестока собраниска дебата околу техничката влада. Денес имаме заробена држава. Мене ми е јасна вашата цел. Филков ја обвини СДСМ дека свесно ги блокира реформите. Кој што ништо не напишал во животот, ни една битка не извојувал никаде. Гоце Делчев е мит кој не направил ништо за Македонија. Скандалозни ставови на Рубин Земон за македонскиот великан. Раде Штекли доби затворска казна од 8 години за трговија со дрога. Помали казни добија уште четворица од групата. Одбраната најави жалба. Имаме основ за жалба. Извештај на омбудсманот алармира. Над 500 случаи на сексуална злоупотреба на деца поради системски слабости. По дипломатскиот ќорсокак, Трамп со фотографија со автоматска пушка му порача на Иран да се вразуми. Македонија има напредок во реформскиот процес, но и дополнително време да ги исполни потребните обврски од реформската агенда до јуни. Вели во интервју за Канал 5 известувачот Томас Вајц. Интервјуто за бугарската Евронюс било снимено пред околу 7 недели, потврди Вајц. По критиките од СДСМ, премиерот Мицкоски вели СДСМ води пиар стратегија која истура лаги. Јана Јосифовска со деталите. Власта и опозицијата во нов клинч и по вчерашното интервју на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц, дадено за Канал 5, во кое тој меѓу другото откри дека интервјуто за бугарската Евронюс, објавено пред 3 дена, всушност е снимено пред речиси 2 месеца. Задоснетото објавување Вајц го оцени како непрофесионален потек со некаква агенда и нагласи дека изјавите во кои оценува дека Македонија нема напредок во реформите се дадени на почетокот на март и дека тогаш ја одразувале моменталната состојба. Сега според него земјава бележи напредок во реформската агенда и има дополнително време да ги исполни потребните обврски до јуни. First of all, this interview was given to a Bulgarian TV station more than 7 weeks ago. I have no idea why it has been published just this week. And it shows the assessment of the momentum at the beginning of March. The government of North Macedonia has delivered last year, and this has also been valued with quite a sum of money. I think it was 76 million euros. But the additional steps where North Macedonia has a grace period, so an extra time to fulfill the requirements, there was not much to see at that very moment. Luckily, some steps have been taken meanwhile, so there's some progress that has happened towards June. Still, there is 8 out of 10 points still to be fulfilled or to be finalized. Well, June is very soon, and I very much hope the government will still manage. But in the last 7 weeks, we've seen some progress at least. Премиерот Мицкоски е уверен дека обврските од реформската агенда ќе бидат исполнети, зашто според него јасно потврдил и Вајц, а критиките од опозицијата за кочење на европскиот процес ги оцени како несериозни, како свесен исклучок на владата од бараните реформи. Мицкоски ја наведе либерализацијата на пазарот на електрична енергија, што според него ќе предизвика бран поскапување на штета на граѓаните. Вчера човекот си даде многу прецизни изјава, во која што јасно кажа дека владата прави реформи. И тука нема никаква дилема. СДСМ, ќе повторам, ако мислите на тој дел од опозицијата, континуирано води политика и пиар стратегија со која што ќе истура лаги. Затоа јас предупредувам, ве молам, секоја пресконференција, секоја изјава која што доаѓа од таму, многу со резерва да се прифаќа, затоа што тоа е политичка партија која што во овој момент не се бори
за граѓаните, туку се бори да актуелното раководство во рамките на партијата после поразот на следните парламентарни избори остане да биде се уште раководство. Дека владата продолжува со реформите, уверува и министерот за правда Игор Филков. Според него, СДСМ во собранието го блокирале клучниот реформски закон за јавното обвинителство, иако дел од нивните амандмани биле прифатени. Од опозицијската СДСМ реагираат дека тврдењата на власта, дека Венко Филипче добил шамар од Вајц со изјавата дека Македонија бележи напредок во реформите, секако што велат политички, очајни и спинувачки. Оттаму прашуваат што точно се сменило во тој месец помеѓу двете интервјуа и обвинуваат дека владата не испорачала никаква реформа во овие месец дена. Целото интервју што Јован Ѓорговски го направи со известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц ке го емитуваме подоцна во овие вести. Останете со Карал Бет. Во собранието попладне во жестока расправа околу измените на законот за влада. СДСМ против укинување на техничката влада. За власта целта на СДСМ е јасна. Деталите од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Жестока расправа во собранието на попладневното продолжение на седницата на која на дневен ред се измените на законот за влада, со кој се предвидува укинување на техничката влада. Поред претеничката на СДСМ, Јована Тринчевска, процесот околу укинувањето на техничката влада се води без соодветни консултации и, како што тврди, спротивно на претходни договори помеѓу политичките партии. Според Тринчевска, во 2018 година, на барање на тогашната опозиција, не била укината техничката влада, воспоставена со Пршинскиот договор во 2016-та. Денес имаме заробена држава, имаме првосудство кое што е под контрола на власта, полиција во служба на ДПМН, притисоци кај примателите на социјална помош. И во вакви услови техничката влада не смее да биде укината. Министерот Минчев реплицираше дека СДСМ бара изговор да не учествува на следните парламентарни избори. Мене ми е јасна вашата цел на изнесување на памфлети кои што имаат крајна цел. Да стварите сценарио кое што под капата на автократска, режимска диктатура и така натаму, не знам се каква власт, треба да дојдете до вашата крајна цел, а тоа е да не учествувате на следните парламентарни избори. Наместо граѓаните да плаќаат за, како што вели, паради на нови министри, Зајкова предлага да се воведе електронско гласање и биометриска идентификација. Ако и по 10 години ние се уште велиме дека ни треба пржинска влада за да имаме фер избори, тогаш признаваме дека за 10 години не сме успеале да изградиме ниту една професионална институција. Единствено претениците на СДСМ Тринчевска и Спасовски денеска не присуствуваа на средбата на работната група околу измените на изборниот законник. Опозицијската партија и денеска повтори дека тие ќе ја бойкотираат оваа работна група ако поминат измените на законот за влада. Министерот Филков пак ја обвини СДСМ за политичка незрелост и кочење на реформската агенда. Дали и какви чекори ќе преземе Министерството за правда околу екс-премиерот Груевски и дали ќе се бара негова екстрадиција, денеска одговори министерот Филков. Во однос на лицето Никола Груевски би сакал да објаснам неколку работи дека истите овие што ги блокираат реформските процеси и европскиот пат на државата се истите оние што се одговорни за неговиот денешен статус. Веднаш по формирањето на владата во Унгарија ќе стапам во контакт со тамошниот мој колега, ќе го информирам за нашата голема заинтересираност за случајот и ќе го замолам да не информира за промената на статусот и нивната одлука. Министерството за правда упати до сите надлежни институции барања, тие се процесираат, така да кога ќе има промени ќе ви информирам.
Гоце Делчев не направил ништо за Македонија и не е важен за македонскиот идентитет. Ова се јавно изнесени ставови на универзитетски професор и председател на Сојузот на балканските египтјани Рубин Земон, кој од неодамна е член на извршниот одбор на СДСМ. По скандалозните изјави Земон денеска ретерира, но ниту гледа причина за извинување. Деталите ги има Јорданчо Цветановски. За мене, Гоце Делчев, каде се тој мит станал Гоце Делчев. Со вакви ставови за најголемиот македонски револуционер Гоце Делчев се произнесе поранешниот пратеник и од неодамна член на извршниот одбор на СДСМ Рубин Земон во подкастот Коридор 8 пред неколку дена. Земон на прашањето за Гоце Делчев изјави дека за македонскиот идентитет многу позаслужни биле Крстен Мисирков и Димитрија Чуповски. Земон, чија изјава предизвика бура реакции во јавноста, ретирира, не сакал да го потцени Гоце Делчев, туку дека во колективната меморија биле запоставени Мисирков и Чуповски и тврди дека не кажал ништо против Делчев. Значи, во никој случај не се намалува вредноста на Гоце Делчев во македонската историја и по неговата улога во градска како револуционер. Меѓутоа, идејата повеќе беше дека во наша колективна меморија се запоставени Димитрија Чуповски и Крстен Мисирков и дека треба и тие да се стават на пиедестал. Значи, тоа беше дискусијата и поентата. Во никој случај не се кажа нешто против Гоце Делчев и дека ставам работа да се кажа против Гоце Делчев, кој што е, нели, на пиедесталот на македонската историја и колективна меморија. Професорката Наташа Котлар смета дека ставовите изнесени во јавноста за историски личности, заобиколувајќи ги научните институции, во најмала рака е непочити за самите институции. Кога нема почит кон научните институции, истражувачките институции и кога ќе се дозволи на алтернативните интерпретации на одредени историски настани, процеси па и личности, се случува да слушнеме во етерот крајно непримерни изјави. Гоце Делчев е една од најзначајните личности на македонското револуционерно наследство и особено е значаен затоа што е представник на една македонска национална интелигенција и авангарда. Инаку опозицијската партија досега не се огради од ставовите на Земон за Гоце Делчев, а во меѓувреме со остра осуда реагираа од ВМРО-ДПМНЕ. Току-што се гласаше законот за измените во влада, тој помина во собранието со 70 гласа за и 11 против. Синдикатите поделени за 1 мај. Едните на протестен марш, другите преку преговори ќе ги бранат работничките права. Тоа не е синдикализам, туку е квази-синдикализам. Ние го одбравме патот на социјален диалог и на преговори. Владата засега не размислува за повторно намалување на ДДВ-то за дизелот како мерка, но е во преговори со ОКТА за продолжување на попустот за горивата и во месец мај. Деталите ги има Сандра Спасовска. Владата засега не размислува повторно да го врати ДДВ-то за дизелот од сегашните 18 на 10%, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на новинарско прашање, посочи дека деновиве на владина седница ќе се разгледаат цените на нафтените деривати на светските берзи и можна е нова интервенција кај акцизите, а дополнително вели како влада активно преговараат и со ОКТА за продолжување на попустот на горивата кој истекува утре на полноќ. Иако не прецизираше колку мерките кои како влада ги воведоа го чинат државниот буџет, Мицкоски смета дека со мерките кои ги презеле се зачувал стандардот на граѓаните. Очекува стабилна инфлација, според него има добра реализација и на приходите во буџетот, а состојбата како што посочи внимателно се следи. Во овој момент не размислуваме за намалување на ДДВ-то на дизел горивото. Преговараме со ОКТА за продолжување на попустот, акцизите остануваат исти, треба да се види сега во втората половина од април која е просечната цена и на безоловниот и на дизелот и на тој начин ќе се носи одлука на влада во делот на акцизите. Безоловниот беше под $1.200 по тон, имаше 2 денара, но очекувам сега и тој да отиде на 1.200, така што и таму ќе имаме 4 денари по литар.
Дека нема простор за загриженост, увери и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучевска. Состојбата со буџетот е стабилна, а владата вели води стабилни макроекономски и фискални политики и така ќе продолжи. Македонија е трета земја по однос на износот кој што го издвојува од буџетот за мерки и после нас веќе сите останати земји имаат многу мал процент. Тоа јасно кажува дека ние за граѓаните се грижиме. Состојбата ја следиме во оние моменти кога има услови. Се донела одлука да се врати ДДВ-то на 18%, што не значи дека е конечна, како што кажа председателот, ќе се разговара повторно, ќе се види, ги следиме состојбите со цените и понатаму ќе носиме одлуки. Инаку денеска се одржа првата седница на Комитетот за јавни инвестиции како дел од реформската агенда, а со чие формирање владата очекува да се воспостави поцврст и поодговорен механизам за одлучување кога станува збор за јавните инвестиции. На денешниот состанок беше разгледана можноста за реализација на јавни инвестиции во вредност од 3,3 милиарди евра во наредните 5 години. Едните на протестен марш, другите по патот на преговори ќе ги бранат работничките права. Синдикатите и пред овој 1 мај поделени во однос на одбележувањето на денот на трудот. Маја Стојановска. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов кажа дека покрај барањето за 600 евра минималец и почитување на колективните договори, во фокус на годинешниот протест ќе бидат и барањата за зголемување на безбедносните услови за работа, по трагичниот случај на градилиштето во Кисела Вода. Трендафилов упати и критики до СОНГ, оценувајќи дека наместо да застанат зад работниците, избрале символично одбележување на празникот, без реална борба за работничките права. Ако сметаат дека 1 мај, како што го направија тоа минатата година, веројатно го прават и ова, ќе го одбележуваат во скап хотел, со скап коктел, на грбот и на сметка на нивното членство и на нивните работници, сметаме дека тоа не е синдикализам, туку е квази синдикализам. Од СОНК и КСС пак, 1 мај го одбележаа со конференција посветена на работничките права и примината на колективните договори. Председателот на синдикатот Јаким Неделков изјави дека нема да се придружат на протестот на ССМ, бидејќи според него најефикасниот начин за остварување на работничките права е да се седне на маса. Протестот го организира друга федерација, односно сојуз, така да ние нема да се вклучиме. Ние го одбравме патот на социјален диалог и на преговори и резултатите ги постигнуваме на маса. Протестот во организација на ССМ ќе започне во 11 часот од пред работничкиот дом, пошто ќе продолжи кон собранието, преку Стопанската комора и ќе заврши пред владата, откаде ќе бидат испратени барањата. Трендафилов не ја исклучува можноста и за организирање на нови протести по 1 мај. Во прва официјална посета на Македонија пристигна председателот на Швајцарската конфедерација Ги Пармелан. Председателката Гордана Силјановска-Давкова го поздрави свеченото отворање на Швајцарската стопанска комора во Македонија. Повеќе детали од Афродита Рамос. Отворање на Швајцарска стопанска комора и најава за продолжување на програмата за соработка во вредност од 56 милиони швајцарски франци за реформи поврзани со европските интеграции во земјава. Во прва официјална посета на Македонија пристигна швајцарскиот председател Ги Пармелан, кој беше пречекан од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Пармелан посочи дека мирот и стабилноста на Западен Балкан е еден од приоритетите на швајцарската надворешна политика. Нашите земји се осудени на некој начин да се борат за нивниот пат и постоење во Европа. Швајцарската програма за соработка, која што во моментот е предвидена до 2028 година со буџет, цел има да ја поддржи Македонија, Северна Македонија во патот кон европската интеграција и трајниот и сигурен и стабилен одржлив развој. Председателката Силјановска-Давкова потенцираше дека за време на билатералната средба со швајцарскиот колега ја објаснила македонската позиција во однос на евроинтеграциите, а одговарајќи на новинарско прашање дали македонските патници во летниот период ќе бидат изземени од новите процедури за влез и излез од Шенген зоната, во која е вклучена и Швајцарија, рече дека очекува обострано разбирање. Му ги објаснив на председателот проблемите со кои што се соочуваме, го потенцирав значењето на копенхашките критериуми за нашата европеизација. Она што го бараме е да бидеме третирани како другите. Она што го бараме е да се концентрираме на
реформските предизвици. Двајцата председатели изјавија дека очекуваат понатамошно развивање на македонско-швајцарските билатерални економски односи, додека пак швајцарскиот председател изрази пофалби за, како што рече, силната македонска диаспора во неговата земја. Ги гледате вестите во 18 часот, а сега го емитуваме најавениот разговор со известувачот Томас Вајц, со кого разговара Јован Ѓурговски. Mr. Vajc, your interview with Euronews Bulgaria, published a few days ago, sparked significant attention in our country, particularly your statement that Macedonia has made no progress in the reform agenda for the past year. Do you stand by that assessment? I'm asking you because the government claims that this is not true. Well, first of all, this interview was given to a Bulgarian TV station more than 7 weeks ago. I have no idea why it has been published just this week. And it shows the assessment of the momentum at the beginning of March. The government of North Macedonia has delivered last year, and this has also been valued with quite a sum of money. I think it was 76 million euros. But the additional steps where North Macedonia has a grace period, so an extra time to fulfill the requirements, there was not much to see at that very moment. Luckily, some steps have been taken meanwhile, so there's some progress that has happened towards June. Still, there is 8 out of 10 points still to be fulfilled or to be finalized. Well, June is very soon, and I very much hope the government will still manage. But in the last 7 weeks, we've seen some progress at least. You have mentioned that the interview is 7 weeks old. Do you suspect foul play? I think it's not very professional, and we were told differently. I was a bit surprised that it was just published a few days ago. But yes, unfortunately, there seems to be an agenda behind that. I'll return on the reform agenda. You've mentioned the steps. How would you assess the implementation, and is there a risk that Macedonia could lose the allocated funds? Yes, we're meanwhile talking about 49 million euros. And as I said, only 2 out of 10 points are finally fulfilled. Some things are still in process when it comes to payments for prosecutors, judges, but also for others that work in the institution. There's still open questions on energy. There's open questions on SMEs. So there's still 8 concrete points to be either finalized or still fulfilled. Time is running short, I would say, but I don't give up the hope that the government will manage, because it would really be a pity if North Macedonia does not get this close to 50 million euros out of the growth plan. And this money will then be disseminated to other countries in the region. And I think this money is meant to land in North Macedonia, so I hope the government will manage. The progress report on Macedonia will soon find itself in the focus of the European Parliament again. Among the amendments is your proposal to clearly define whether the protocol signed with Bulgaria forms a part of the country's EU negotiating framework. Do you expect this amendment to pass, and what impact do you believe it will have if it passes? Well, first of all, this is a legal question, so it's not even me trying to take sides here, whether this one interpretation or the other is the right one. But the fact that there are different interpretations and that there is no absolute clarity from the side of the Council motivated me to propose this amendment. It is still in the text. Let's see whether it survives final negotiations. Maybe we might also modify it in a way, but we need clarity what European Union expects from North Macedonia to fulfill. And this needs to be clarified, and I see already that discussions in the Council have been triggered. I heard that discussions between diplomats have been triggered also within the Commission. So finally, the discussion is on the table that we need a clarification there. However, the clarification ends, but for me, as a person trying to support North Macedonia on its accession path, I need to know what actually our requirements are, and this needs to be clarified. Do you expect for the amendment to pass?
It's still there, and I know it's going to be tough negotiations. At the end, it's a question of majorities. I am the person that drafts the report, that negotiates the report, but the final decision is always a democratic one. But I'm rather convinced that we will have language on the issue. Maybe we need still to modify it, but let's see, this is part of the negotiations. Also connected with the amendment, there are reports about a Bulgarian non-paper circulating in the European Union institutions, something similar like the report for a non-paper made by you. Can you clarify more on this? Yes, as much as I know that this non-paper was really prepared by Bulgarian MEPs, the one non-paper that was circulated in North Macedonia was clearly a fake. It's an AI-constructed document. It is not from my FEDER. I did not neither commission it nor write it. And we already did the research, and the research clearly showed it has been built with artificial intelligence. Last year's report on Macedonia was adopted with a lot of objections by the Bulgarian members of parliament. Even the amendments with the Macedonian language and identity were not adopted. Do you expect similar challenges this time? This is a bit looking into the crystal ball, but you can see in the non-paper, but also in the letter Bulgarian members wrote to the president of the parliament, you can see still that there's a strong emotions about the relations, the bilateral relations. But, you know, my report will be critical, but still will also mention clearly the progress that has been seen in the country. For me, I am interested into EU-related issues, the bilateral issues that all the countries in the European Union have, more or less, need to be dealt with on a bilateral level. And in this regard, I expect that this report will once again survive, first of all. Secondly, will be voted with a big majority, and if there are some objections by Bulgarian members or not, I think the democratic majority is what is important at the end of the day. And on a more personal note, in your previous interview for Canal 5, you said that you faced death threats from Bulgaria. Have you faced any new threats to your safety in connection with this issue so far? Not yet, but the final negotiations and so also documents that can go public will only go public end of this week. I stand ready for some blow in my face. This is unfortunately part of the job here. These questions have been so much loaded with emotions that yes, people are emotional about it. Still, I mean, threatening a politician, threatening anybody is not a solution for anything. So I very much hope that also Bulgarian colleagues or Bulgarian politicians voice their criticism if they want so. This is legitimate, but refrain from personal attacks or even personal threats. Mr. Weitz, thank you for this interview. Thanks for having me. По ужасот во Ѓорче Петров, каде што 3 девојчиња гореле врсничка со цигари, а за кои вчера 14 лица беа повикани на разговор во МВР, меѓу кои родители на вмешаните соученици, експерти од областа за случаите од ваков тип велат дека се потешки дела, за кои насилниците може да завршат во воспитна установа или во поправен дом. Деталите од Дејан Трајковски. По ужасот во паркот во Ѓорче Петров, каде соученички со цигара гореле нивна врсничка, пошто полицијата вчера на разговор повика 14 лица, меѓу кои родители на вмешаните соученици. Според извори во истрагата, известно е дека ќе има кривични пријави за физичкото и психичкото насилство, но со пријавите би биле опфатени само оние над 14 години, кои спаѓаат во групата помлади малолетници. Останува непознато за кои дела би одговарале, а оние пак кои се под 14 годишна возраст не подлежат на кривичен прогон. Според експертите од оваа област, случаите од ваков тип спаѓаат во категорија на потешки дела, а насилниците можат да завршат во воспитна установа или во поправен дом. Во ситуации каде што
делото е малку потешко, е сторено под потешки околности, како што можеме нели од тоа што го слушнавме од медиумите е направено ова дело, тогаш може да се изречат и воспитни мерки како што се заводските мерки. Патување во воспитно поправен дом е кога е потребно да се применат потрајни и позасилени мерки. Во овие случаи е одвојување на детето од средината во која што досега живеело и целосно пристап кон негово превоспитување, бидејќи се смета дека во средината во која што досега живеело, растело, било воспитување не допринело со резултати за кои што детето би се оттргнало од вакви девијантни појави. Врсничкото насилство секогаш постоело, но она што се случува во последно време е повеќе од алармантно, велат психолозите, кои се шокирани од последниот настан. Прво кога го слушнав, кога го прочитав, бев загрозена, значи запрепастена, ме плаши. Не ми се допаѓа, нешто се случува во сите микросистеми, тоа се семејството, образованието, па и во целиот систем, значи општеството. А всушност тоа укажува дека станува збор за нерегулирани емоции кај најмладите, тоест кај децата. Тоа би значило дека тие немаат толеранција на фрустрација, туку наместо тоа тие проблемите ги решаваат со агресија, со сила, со моќ, па дури агресијата представува начин како да се наметнат, како да се покажат и како да комуницираат во нивниот свет. Доста со сведоштва, туку сите ние, особено возрастните, да бидеме позитивни модели на идентификација. Настанот се случил во паркот во Ѓорче Петров, а според неофицијални информации, чинот бил сниман со мобилен телефон. Ги завршуваме тука вестите, останете со Канал 5, проследете го најновото издание на Самовистина. Се гледаме во вечерните вести. Пријатно!